Предвремените парламентарни избори, кои би се одржале заедно со локалните, се најдоброто решение за излез од актуелната состојба. Државата нема да има преголеми дополнителни трошоци, а граѓаните ќе добијат можност да се изјаснат околу тиранската платформа која беше ставена на маса после декемвриските избори. Сеалбанската платформа беше подпишана на Божик 7 јануари во Тирана од страна на лидерите на албанските партии во Македонија. Веднаш потоа стана услов за формирање на идната тиранска влада и беше прифатена од страна на СДСМ и Зоран Заев. Еден месец предходно, на декемвриските избори, граѓаните ниту беа информирани, ниту беа прашани што мислат за промена на банкнотите, официализирање на албанскиот јазик на целата територија, носење на резолуција за геноцид врз албанците и низ за други скандалозни одредби кои ги содржи тиранската платформа. Затоа, граѓаните сега се чувствуваат измамени. Затоа, граѓаните сега се револтирани. СДСМ е уценета партија. Нејзиното раководство е фатено во криминал до гуша. Знаат дека има докази и за подкупот на аболицираниот Зоран Заев, и за изборните измами и нерегуларности на Оливер Спасовски и за кириите на Радмила Шикеринска. Зосторничкото здружение во врвот на СДСМ знае што правело и во случајот Цареви кули и Струмица газ и со стотици тендери во општина Струмица преку кои незаконски се богатело. Тоа е главната причина заради која се согласуваат да менуваат и знаме, и химна, и грб. Тоа е главната причина поради која СДСМ подлегнува на уцените и прифаќа да ги менува банкнотите, униформите и да ги осуди партизаните и Република Македонија дека вршиле геноцид врз албанците. Криминогеното раководство на СДСМ е исплашено дека ќе одговара за криминалите. Криминалците и треба да се плашат дека ќе одговараат. Секој што работил незаконски мора да се соочи со законот. ВМРО ДПМН нема да дозволи некој да тргува со државните и националните интереси само за да се спаси од кривична одговорност.